Еве ги најавите кои што ќе ги гледате во дневникот на регионалната телевизија О2. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов додели медали за заслуги за Македонија. Уапсени се 19 лица во рамки на криминалистичкото истражување на одделот за созбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи во рамки на акцијата Којот. Радост за дечињата од Гевгелиско 7 дена бесплатно ќе летуваат во Струга како дел од успешниот проект на Министерството за труд и социјална политика. Представата Сонот на Гоголј вечерва на репертоарот на фестивалот Охридско лето. Многобројни верници од цела Македонија синоќ ќе се собраа во манастирот Света Недела во село Ровник да го одбележат празникот посветен на Светата Великомаченичка недела. Вечерва започнува манифестацијата Културно-забавно лето во Тарпејца на Зајдисонце. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои што го одбележаа денов. Председателот Иванов додели медали за заслуги за Македонија. МВР ја спроведе полициската акција Којот, приведени 19 лица. Доналд Трамп е официјален председателски кандидат на САД. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 започнува за 5 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска со медал за заслуги за Македонија одликуваше 4 поединци, припадници на македонската диаспора, а го додели и признанието повелба на Република Македонија на Македонскиот сојуз во Кралството Шведска. Признанието повелба на Република Македонија се доделува на Македонскиот сојуз во Кралството Шведска за особени заслуги и достигнувања во својата дејност како асоциација за зачувување и афирмирање на македонските историски, културни и духовни традиции и вредности. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска во Вила Билјана во Охрид со медал за заслуги за Македонија одликуваше 4 припадници на македонската диаспора, а го додели и признанието повелба на Република Македонија на Македонскиот сојуз во Кралството Шведска. Со медали за заслуги за Македонија Иванов ги одликуваше Иван Трпоски од Австралија, Кирил Христовски од САД, Лилјана Стилковска-Андоновска од Кралството Шведска и Борче Величковски од Србија. Се станува збор за исклучително заслужна иселеничка организација. Драги пријатели, сите вие сте живата врска на Македонија со светот. Многу пати имам истакнато дека вие, успешните поединци и организации од диаспората, сте наши амбасадори на полето на културата, уметноста, образованието, науката, добротворството. Секој ваш успех е и успех за Македонија. Затоа, како председател на Република Македонија, во името на македонските граѓани, сакам да ви се заблагодарам за се што правите за Македонија, а Македонија памети, препознава и вреднува. Медалите за заслуги за Македонија и повелбата на Република Македонија се символичен исказ на нашата искрена благодарност, но и потик да продолжите да работите како и досега. Да продолжите да го исполнувате заветот на Свети Климент Охридски, а тоа е да се пристигнуваме со добрина. Добитниците на признанијата велат дека после одликувањето тие имаат уште поголем стимул за нови успеси, кои дополнително ќе афирмираат Македонија во светски рамки. За мене ова признание значи многу, како и за сите присутни овде што беа и што на некој начин делува во мојата или сочувствува со мојата радост и со мојата среќа овој пат. Меѓутоа, оваа награда практично значи обврска уште една поголема за да работам конкретно на полето на презентацијата и на полето на
промоцијата на Република Македонија. Денеска ми причинуваше задоволство да бидам овде и да ја примам ова награда повелба на Република Македонија како председател на Македонскиот сојуз во Шведска. Тоа е една заслуга за работата на сите наши членови од македонските друштва во која беа вклучени 14 македонски друштва, а се разбира и председателството на Македонскиот сојуз во Шведска. Признанието повелба на Република Македонија се доделува на Македонскиот сојуз во Кралството Шведска за особени заслуги и достигнувања во својата дејност како асоциација за зачувување и афирмирање на македонските историски, културни и духовни традиции и вредности во светот, како и за придонесот за унапредување на пријателските односи и соработката на Република Македонија со Кралството Шведска. Уапсени се 19 лица во рамки на криминалистичкото истражување на одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи во рамки на акцијата Којот. 14 од нив се уапсени во текот на денешната акција, додека останатите 5 се лишени од слобода во текот на претходните денови. По 3 лица се уште се трага. Едно е надвор од земјата, а едно лице се наоѓа на издржување казна затвор. Со акцијата Којот разбиена е криминална група на подрачјето на Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје. Уапсени се 19 лица во рамки на криминалистичкото истражување на одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи во рамки на акцијата Којот. 14 од нив се уапсени во текот на денешната акција, додека останатите 5 се лишени од слобода во текот на претходните денови. По 3 лица се уште се трага. Едно е надвор од земјава, а едно лице се наоѓа на издржување казна затвор. Со акцијата Којот разбиена е криминална група на подрачјето на Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје. Во текот на минатата ноќ, па се до утринските часови извршени се претреси на дом и други простори на 24 локации во Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје, кај повеќе лица поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злосторничко здружување, разбойништва, лажно претставување, неовластно производство и пуштење во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, криумчарење на мигранти и злоупотреба на службен положби и властување. Чавков информира дека организатори на криминалната група се 3 лица од Велес, од кои еден вработен во секторот за внатрешни работи Велес. Групата почнала да действува од почетокот на 2015 година на национално и меѓународно ниво. Вршеле кривични дела од областа на насилниот криминал, недозволена трговија со дрога, криумчарење мигранти и коруптивни кривични дела. Во вршење на криминалните активности на криминалната група учествували и полициски службеници од СВР Велес. При претресите досега пронајдени се автоматски пушки, рачна бомба, пиштол, дробилка за марихуана, муниција за огнено оружје, службена документација, доставници за судски акти за извршување, документација од исплата на парични средства. По превземените мерки е утврдено дека припадници на криминалната група учествувале и во веќе документирани и процесуирани кривично-правни настани. Првопријавениот 35-годишен велешанец во Велес и Штип организирал поголема мрежа на препродавачи, дилери на дрога. Во делот на кривичните дела против човечноста и меѓународното право од страна на организираната криминална група се испланирани, организирани и извршени неколку кривични дела, криумчарење на мигранти. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена кривична пријава за погоре посочените кривични дела. Повеќе од 50 на дечиња од Гевгелиско пристигнаа на бесплатно летување во Струга, како дел од проектот на Министерството за труд и социјална политика наменет за деца од социјално ранливи категории. Тие 7 дена бесплатно ќе летуваат во одморалиштето Мајски цвет. Досега оваа мерка ја имаат искористено 12.000 дечиња од земјава, од кои што 8.000 биле на летен, а 4.000 на бесплатен зимски одмор. Четврта година поред успешно се спроведува проектот на Министерството за труд и социјална политика во соработка со Црвениот крст за бесплатно летување на деца од социјално ранливи категории. Денеска во Струга во Мајски цвет пристигнаа повеќе од 50 на деца од југоисточниот плански регион. Летувањето ќе трае 7 дена, а опфаќа 6 полни пансиони и превоз до Охрид и Струга. Повеќе од 50 деца од социјално ранливите категории од југоисточниот плански регион, на кои ги опфаќа децата од општина Гевгелија, Богдан
Богданци и Дојран веќе го користат правото на бесплатен летен одмор во Струга. Правото на бесплатно летување се деца корисници на социјална или постојана парична помош или корисници на детски и родителски додатоци, како и деца со пречки во развојот на возраст до 26 години. Бесплатното летување трае 7 дена и вклучува, односно опфаќа 6 полни пансиони. Инаку, проектот за бесплатен одмор преку Министерството за труд и социјална политика се реализира уште од 2012 година. До сега мерката ја имаат искористено 12.000 дечиња од земјава, од кои 8.000 биле на летен, а 4.000 на бесплатен зимски одмор. Сеќаме на локални теми. Представата Сонот на Гоголј вечерва на репертоарот на фестивалот Охридско лето. Представата е во изведба на театарската работилница Сфумато во режија на бугарската режисерска елита со театарските професори Маргарита Младенова и Иван Допчев. Оваа година тема на Сфумато театарот е славејќи го Шекспир. Театарската работилница Сфумато од Софија вечерва на Охридско лето ќе ја изведат представата Сонот на Гоголј. Селекторот на драмската програма Ѓорги Јолевски истакна дека Сфумато театарот е специфичен поради многу аспекти. 1989 година, во времето кога се распадна блоковите, кога се распадна, кога Берлинскиот зид се сруши, во Софија се воздигна овој театар Сфумато, лабораторија, која што во последниве две и пол децении на вистина имаат печат во европскиот, балканскиот и европскиот театар. Она што е карактеристично за Сфумато театарот е тоа што секоја театарска представа произлегува од лабораториски пристап, односно вид на истражување на различни теми, различни околности и различни актери, кои генерацијски стануваат дел од оваа театарско семејство, додава Јолевски. Представата е во режија на бугарската режисерска елита со театарските професори Маргарита Младенова и Иван Допчев. Перцепцијата на Гоголј е многу интересна. Тоа ни дава за право да се занимаваме со текстовите на Гоголј во денешницата, во време кога тие текстови имаат добра перцепција и неочекувано добар прием, особено кај младата популација. За нас винаги е радосно да дојдеме во Охрид. За нас секогаш е убаво кога ќе дојдеме во Охрид и секогаш сме имале многу убава средба со публиката. Не само на ниво со текстот, туку и охридската публика мошне добро ја чувствува енергијата на текстот. Уверени сме дека овој пат фестивалската публика ќе има можност да доживее сосема уникатно и поинакво представување на Гоголј. Во актерската екипа спаѓаат Снежина Петрова, Албена Георгиева, Мирослава Гоговска, Елена Димитрова, Христо Петков, Цветан Алексиев, Огњан Голев. Дел од актерската екипа е и младиот македонски глумец Антонио Димитриевски, дипломец во класата на Допчев и Младенова, а оваа представа му е првиот професионален актерски ангажман по дипломирањето. Тоа беше за мене прва стапка во Сфумато. Не можам да кажам дека немав желба да играм таму во тој театар, имав огромна желба да играм таму и за моја среќа ја добив таква шанса која што понатаму од проект во проект направив 5 проекта едно по друго, на кои што сум исклучително горд. Јас општо зето Веќе 15 години работам во Сфумато театарот и представува особено чест и задоволство што сум дел од него. И мене првата средба со театарот Сфумато ми беше на 20 години, кога работев на друг проект. Нашата средба еве продолжува и сега. Аз прво треба да кажа, че сум од... Јас сум дел од една експериментална класа на двајцата режисери. Само во овој театар може да се случи она што за еден актер мечтае и сонува. Представата ќе се игра на отворената сцена на предворието на црквата Света Софија со почеток во 21 часот. Многобројни верници синоќа се собраа во манастирот Света Недела во селото Ровник да го одбележат празникот посветен на Светата Великомаченичка недела. Денеска на самиот празник се одржа богослужба, а манастирот за сите верници дава ручек. Синоќа православните верници од цела Македонија го одбележаа празникот посветен на Светата Великомаченичка недела. Манифестацијата се одржа во манастирот Света Недела во селото Ровник. И оваа година после вечерната богослужба, прославата беше збогатена со музика.
На денешниот ден за празникот Света недела има богослужба, а манастирот за сите посетители дава ручек. Манастирот се наоѓа во местото викано Капеш, веднаш над селото Ровник на патот кој води за Тројанско поле и соседното село Лакочери, во местноста Лековита вода. На самото место постои изворче со лековита вода богата со минерали. Црквата е осветена на ден 20 јули 1996 година, на празникот Света недела. Осветувањето го изврши митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј со своите свештенослужители. Подоцна на наредните години веднаш над манастирската црква изграден е манастирскиот конак и камбанаријата. По петти пат, од 20 до 28 јули во Трпеица ќе се одржи културно-забавната манифестација на Зајдисонце. Целта на манифестацијата е преку промоција на афирмирани уметници на регионално и национално ниво од Македонија и по можност интернационално да се збогати културната понуда на ова туристичко место. Организатор на манифестацијата е Сдруженијето за развој и промоција за Трпеица со љубов, а покровител е општина Охрид. Во Трпеца од 20 до 28 јули годинава по петти јубилеен пат Сдруженијето за развој и промоција за Трпеца со љубов Охрид ќе го организира културно-забавното лето на Зајдисонце 2016. Манифестацијата ќе започне со изведба на химната на Зајдисонце, па видеопрезентација во чест на 5 години од постоењето, а ќе настапи и културно-уметничкото друштво Гердан. Целта на манифестацијата е преку промоција пред се на познати и признати уметници, секој во својата област со поддршка и отворена афирмација на млади таленти кои потекнуваат од Трпеца, Охрид, регионално и национално од Македонија и по можност интернационално да се збогати културната програма во ова туристичко место. Општина Охрид сите изминати и оваа година и нејзин покровител, а 9-дневното дружење со уметноста и забавата се очекува во име на градоначалникот Никола Бакрачевски да го означи за отворено заменик градоначалникот Ангел Јанев. На манифестацијата ќе настапат голем број уметници, како и ќе се организираат голем број работилници со различна тема. Начинот на отварањето обраќање ќе има и магистер Нина Момировска, председателка на Сдруженијето за Трпеца со љубов. 3 лица се повредени во сообраќај на незгода што вчера околу 17 часот и 30 минути се случила на магистралниот пат Охрид-Ресен во близина на депонијата Буково, информираат од секторот за внатрешни работи. Поради сериозноста на здобиените телесни повреди во општата болница во Охрид префрлени се 3 лица кои што по укажаната медицинска нега се задржани на понатамошно лекување. 3 лица завршија на лекување во општата болница во Охрид. МБ 15 годишен, ЛБ 44 годишен, двајцата од Скопје, како и АР 19 годишен од Битола се здобија со тешки телесни повреди при верижен судир на моторни возила на патот Охрид-Ресен близу депонијата Буково. Во незгодата учествувале 4 патнички моторни возила, Голф со битолски регистарски ознаки управувано од ХС 20 годишен од Битола, Цитроен со тетовски регистарски таблички управувано од ИП од Битола, Сеат Кордоба со скопски регистарски ознаки управувано од СБ од Скопје и возило Пасат со битолски регистарски ознаки управувано од СТ од битолското село Горно Ризаре. До судирот дошло кога возачот со првото возило марка Голф, движејќи се од правец на Охрид кон Ресен во близина на депонијата, започнал да престигнува колона на возила, а од спротивен правец се појавило второто возило марка Цитроен. Сакајќи да избегне директен судир, возачот на автомобилот Голф се вратил на десната сообраќајна лента, но изгубил контрола над возилото и излетал надвор од коловозот на десната страна, јавуваат од СВР. Во истиот миг, второто возило марка Цитроен, кое се движело од правец на Ресен кон Охрид, преминало на левата сообраќајна лента и со предниот лев дел се судрило со предниот лев дел од третото возило марка Сеат Кордоба, кое се движело од Охрид кон Ресен, при што од силата на ударот излетало надвор од коловозот на десната страна. Четвртото возило марка Пасат, кое се движело во колона од правец на Охрид кон Ресен со цел да избегне судир, изгубило контрола и исто така излетало надвор од коловозот на десната страна. По овластување на јавен обвинител на местото на сообраќајната незгода извршен е увид, при што од 17 часот и 30 минути до 19 часот и 10 минути сообраќајот на магистралниот пат Охрид-Ресен целосно беше затворен за сообраќај, се вели во писменото соопштение на СВР Охрид.
Вардар вечерва гостува на Максимир, каде што ги пречекува домакинот Динамо Загреб, кој што има и круцијална предност од гостувањето во Скопје од 1:2. Вардаровата експедиција отпатува во Хрватска со голем мотив за докажување и надигрутување, бидејќи сите се свесни дека резултатот можеше да биде поинаков ако малку среќата ги посакаше во Скопје пред една недела. Македонскиот фудбалски шампион Вардар вечерва на Максимир ќе го одигра најважниот надпревар оваа година и ќе се обиде да анулира минус од 1 гол, 1:2 од првиот меч против Динамо Загреб во Скопје. Вардаровата експедиција на гостувањето отпатува со голема мотивација и надеж дека може да ги израдува своите фанови. Во составот на Вардар ќе го нема Горан Попов поради повреда и Мијушковик поради вирус. За разлика од македонскиот првак, Динамо Загреб ќе биде засилен со најдобриот свој играч Марко Пјаца, за кого дуелот со Вардар ќе биде негов последен за хрватскиот клуб. До крајот на неделата треба да стане фудбалер на Јувентус. Пристапот на теренот на фудбалерите на Гоце Седловски мора да биде таков каков што и најавуваат во изјавите пред надпреварот. Храбро, без страв, со максимална концентрација да се обиде да се изненади противникот. Динамо Загреб е голем фаворит за пласман во следната фаза, па затоа Вардар ќе мора да одигра на највисоко ниво за да направи чудо и да остане во квалификациите од Лигата на шампионите. Во дневникот на регионалната телевизија О2 следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.